Ќе почнат да наметнуваат решенија. Кај СДСМ работи дека да не се менуваат, почитани гледачи. 2008 година го имате истиот вокабулар, што можете да го видите од интервјуто со Радмила Шекеринска, и сега од вокабуларот на Мерсел Белјали, кој е еден од најблиските соработници на Зоран Заев, можете да препознаете ист таков ракопис на навреди од типот на лажго, купен, платен и така натаму и така натаму. Никако тие луѓе да сватат дека таков груп вокабулар не поминува кај граѓаните на Република Македонија. Јас не познавам во политичката историја и политичката теорија некоја политичка партија да победи на избори ако користи такви агресивни навреди, не само кон гласачите, не само кон политичките противници, туку и кон медиумите. Се спремате за нова функција? Не. Запиши го тоа. Така. Запиши го што ви кажам. Не знам, таму гледам на факултет се кажувале дека ректор на Тетовски универзитет. Тоа може. Науката да. Ректор на Тетовски, па и Мебел сте бирале. И Мебел сте бирале за Тетовски универзитет. Немај, значи за него. Сега ви сеат многу луѓе да ви лобират. Пријатели со него, со ректор. Така ре? Ами добро, пријател, ако не зафркни пријател, кој ќе зафркни, што се вели на Балкан. И Мебел сте бирале нов така за ректор на Тетовски. Тоа се муабетите у градот. Вие ректор на Тетовскиот универзитет, владиката Наум, поглавар на Дај смислите нешто подобро од ректор. Кажете што сакате, ние ќе кажеме, гледате сега е време кога само желби се исполнат. Само требаше 10 години порано да биде тоа. За жал. Сега видите, тоа не може да се бира, знаете, тоа не може да се бира, али ако веќе винот и Мебел слушам сте одбирале и сте лобирале ке колеги на факултет да дојдат на Тетово или во Тетовско да предават, тоа значи дека сериозно работите на тој проект. Уште да победите на избори, са тоа е проблем. Прво, јас никогаш не победувам. Точно. Ама и никогаш не губа. Не губите и тоа 10 години. Сите овие луѓе со кои сте били вие советници губеле. Не, напротив, лично како Мерсел Белјали, значи никогаш не губам, оти јас и живеам во мојот свет, кој е секогаш победнички, оти верува во морал и Господ. И така функционирам. Другите, значи, компоненти губат или победуваат, ама тоа за мене е ирелевантно. Јас имам, значи, една насока, еден правец, кој верувам дека ќе продолжи, ево сега јавно ви кажам дека утре дента ќе дојде некоја друга структура, јас пак ќе бидам опозиционо настроен. Мерсел, бевте у ПДП, нели? Бевте. Гледате кај заврши таа партија. Бевте кај Бучковски? Бевте. Гледаме кај заврши Бучковски. Бевте кај Борис Трајковски? Бевте. Како заврши Борис Трајковски? Сите гледаме. Таму да ме сега сте близок. Сега сте близок и кај Заев. Најомилен албанец сте у Струмица. Уште спомени таму цензурат на Струмица да ви стават. И сега не ви сакала асоцијација со овие тројца како завршија и партијата ПДП да правиме за Заев, меѓутоа вие сте близок и тоа не може да се крие, да се негира. Ама нит негира, нит крие, јас сум близок човечки кај со него и веројатно ќе продолжам и понатаму да бидам близок, но тоа што ќе се случи ако станува Заев премиер, што ја претпоставам дека е многу лесно изводливо, тогаш ја ќе бидам опозиционер. Значи, не во смисла на критизер, туку ќе анализирам кои пропусти ги прави власта, кои според мене се пропусти. Може би да е погрешно, но тоа е мој став. Значи, така функционира. Го познавате Ѓорги Кимов? Го познавам одавно. Да, Ѓорги Кимов беше советник на Киро Глигоров, па подоцна советник и на Бранко Царенковски. Значи, никош не бил близок до десната политичка опција, секогаш бил многу поблизок до левата политичка опција. На неговите анкети, последен пат СДСМ води во својата историја, тоа е декември 2005 година, после они кандидатски статус што се доби таа 2005 година и они голем огномет и прослава што беше на Скопскиот плоштад. Тогаш Груевски се бунеше против анкетите на Кимов, и тоа Кимов ги погоди и анкетите што беа за изборите 2006, сите останати анкети. На тие анкети сега Груевски води 2,12 према 1 во однос на Заев, што е драматична разлика на анкети. И вие пак велите големи се шансите Заев да победи. Освен со кран да го земате, да го инсталират на Илинденска безброј, нема како да победи. Ево да ви кажам дека Груевски губи. И тоа месеци се во прашање, оти ово што се прави како сондажа нема врска. Во услови на заплашени луѓе. Значи катастрофа може да добиете погрешни резултати. Само да ви кажам, јас пошто се шетам низ цела Македонија и правам сериозни анализи, значи стручни, да не кажам и научни. Ми доаѓа, значи, резултати што фрапантно се косат со тоа што не дека сакат некого, туку очигледно не сакат некого. Значи власта во Македонија, Груевски,
се перцептира кај луѓето како мафијарска власт, како група која киднапира држава. Дури ако што ја киднапира ВМРО ДПМН. Ево сега пак у линк сум со група која функционира во рамките на ВМРО, која наскоро ќе излезе на површина и која е видливо организирање, која е загрижена за ВМРО. Колку долго сме ние пријатели? Веројатно повеќе од 10 години. 20 години. 20 години. Пред сите избори, последните 10 години, дали правиме една ваква политичка анализа? Правиме. Сте погодили ли една политичка анализа? Нели се договоривме да почнете да го фалите Груевски? Нели се договоривме да го фалите Груевски, ако сакате да изгуби? Се доека велите ке падне и ке изгуби, он победува. Добро ќе го фали. Вие сте упорен човек по промашени анализи и он е упорен да докажува дека имате промашени анализи да ја победува. Значи мора не да 10 години. почнете да го фалите. 50 години вака може да победи Груевски. Значи, додека мафијата се уште контролира медиуми, судство, администрација, тој не победува. Тој си запишува гласови, тој си е магнет да се лепа по интернет. Но тоа завршува брзо. Тоа ви кажувам. Значи, не дека победува СДСМ. Губи мафијата и по тоа логика губи Груевски. Тој заврши заедно со Амет. Нивните глупости се астрономски. И вие со здрава логика не може да предпоставите астрономска глупост. Што сум ја запрепастен? Па вие сте работеле со Бучковски. Гледате зашто све криминални активности се товари. Сте близок со работник на Заев. Единствен аболиран лидер во југоисточна Европа. Може би има не дека во Азија, во Африка, аболирани претседатели на политички партии. И вие со таква леснотија зборите за мафија, за криминали. Па вашите пријатели се мафија и криминали, може би исто како власта. Секој треба да подложи на постапка. Дури и јас да сум. Значи не зборуваме за дека овие не треба да... Сите треба да подложат под нормална постапка, рамноправна за сите, да се документира. Се направиле дело или не. Видите што прејанева. Она сака 2 предмети да излечи од обвинителството. Кој нели сите велиме дека е неспособно, не работи добро и така натаму, ќе прифатиме таа квалификација дека Зврлевски е неспособен и дека не работи доволно добро. Но што прејанева? Сака да излечи 2 предмети. Едниот е Маđar Телеком, кај што сака преку Маđar Телеком да биде уценуван Али Ахмети, нели да не биде толку кооперативен и близок со Никола Груевски, и второто дело кој треба да биде излечено од јавното обвинителство и префрлено кај нева е подкупот 1 евро за вицето. Значи, видите, тука не можеме да речеме дека нема тенденција, има многу смислена тенденција да биде забошутен еден криминал, а постојано да се говори за еден друг криминал. Треба за двата криминали се говори. Или ке се говори за двата, или нема се говори за ниеден. Не може некој да се прави честна сестра мајка Тереза, а е догушил криминал, а другите да бидат само криминалци у Македонија. Значи, ние тек сме на почетокот на тоа што работи специјално од јавни видели, со сите гранади го ја напаѓат. Не напаѓам за два случаи. Чекајте да видиме сега што ќе вади. Веројатно таму има многу што. Ние напротив треба да го поддржиме специјално од јавен обвинител со сите средства да го вади се што има за секого. Значи тука е улогата на медиумите, а не на стартот да следе камења и дрва против нејза и нејзината структура, затоа што некој ќе биде загрозен. Затоа што некој некого уплатил и поплатил поради тоа.